тестирање. Лицата без симптоми може да го пренесат вирусот, рече доктор Ентони Фаучи во интервју за Гласот на Америка по конфузните изјави на СЗО. Ке слушнете и што кажа колега на Жан Митрев од Флорида за првата трансплантација на срце во Македонија. А протестите во САД, предизвик за лицата со оштетен слух. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски од Вашингтон. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Протестите во САД продолжуваат, а здравствените власти ги повикуваат демонстрантите да ги почитуваат мерките за заштита од вирусот. Еве што е најново. Во ексклузивно интервју за Гласот на Америка, директорот на Американскиот национален институт за алергија и заразни болести, доктор Ентони Фаучи, вели дека е умерен оптимистот и во догледно време ќе има не една, туку повеќе вакцини за COVID-19. Се надевам дека ќе имаме повеќе од 2 вакцини, се надевам дека ќе бидат 3 или можеби повеќе. Има повеќе кандидати со добри изгледи, рече Фаучи. Врвниот експерт за заразни болести во САД исто така вели од инфицираните кои немаат симптоми може да го пренесат вирусот и дека токму тие се значаен фактор за ширење на заразата. Целосното интервју со доктор Ентони Фаучи може да го погледнете на нашиот веб-сайт и на социјалните мрежи. Членовите на Американскиот конгрес ги разгледуваат предвозите за национална полициска реформа, додека локални и државни представници најавуваат повеќе чекори за промена на финансирањето и овластувањата за употреба на сила во нивните полициски оддели. Комисијата за правосудство денеска ќе го сослуша Филонис Флојд, братот на Џорџ Флојд, чија смрт предизвика протести на национално ниво со барања за реформи. Демократите предложија пакет реформи што вклучуваат укинување на квалификуваниот имунитет на полицајците, како и воспоставување национална база на податоци за следење на полициските злоупотреби. Републиканските лидери во Сенатот најавија собствен пакет мерки, соопштија дека имале продуктивна дискусија и дека тие ќе објават нацрт во блиска иднина. Со тоа што двете партии контролираат по една од комисиите, малку е веројатно дека ќе се согласат за сите своји предвози. А меѓу оние што протестираат во САД има и лица со оштетување на слухот. Еве како се снаоѓаат тие. Протестите во САД се дефинирани со извиците за пренесување на пораката. Замислете да не можете да слушнете ништо од тоа. Ова е реалноста за глувонемите, но не и овие денови. Волонтери преведуваат се на знаковен јазик. Сум видела и доживеела полициска бруталност. Јас сум интерпретаторка и знам тоа да го пренесам, да ја помогнам на таа категорија луѓе да разбере. Еве како. Лице што слуша го следи дневниот распоред и кажува на Вилијамс што е речено. Вилијамс, кој е глувонема, го пренесува тоа со знаци за групата. Така нивниот марш почнува со уникатен извик што го свртува вниманието. Смртта на Џорџ Флојд, афроамериканецот кој почина како последица на полициска бруталност, предизвика протести на национално ниво. Неговите иницијали се дел од тој извик, што е повик за одговор. Кога ќе го видам тоа, моите раце се приклучуваат на конверзацијата исто толку гласно и гордо како луѓето кои имаат глас. Гласно е на улиците кои водат до Белата куќа. Минатиот петок, градоначалничката на Вашингтон го преименува плоштадот пред Белата куќа во "Црните животи се важни". Волонтерите ги напишаа овие зборови со огромни жолти букви кои одат преку 3 улици. Протестот викендов беше мирен, иако и најголем во Вашингтон изминативе денови. Учествуваа многу глувонеми, некои со поголем ризик од зараза со коронавирус. Терхас Кларк, американка со потекло од Етиопија, учествуваше на маршот. Пандемија е, но ова е борба за социјална правда. Подобро да умрам за тоа, отколку да бидам угнетувана. И покрај заканата од коронавирус, преведувачите како Вилијамс не може да носат маски. Не е само заради читањето од усни, туку и од лицето, преку движењето на устата и вегите. Пораката на овие лица не е толку гласна, но тие може да бидат слушнати и преку тишината. А додека првата трансплантација на срце во Македонија се направи пред само 2 недели, САД продолжуваат со рутинските трансплантации откако се намали бројот на заразени со ковид во болниците. Анета Шијакова разговараше со кардиохирург од Флорида, соработник на Жан Митрев.
Стив Бибевски, американски кардиохирург со македонско потекло, деновиве повторно лето со авионот Learjet 35. Learjet 35 се смета за Ферари во овој ранг на авиони. Многу е брз. Буквално полетуваме за 3 минути. Целта на ваквите летови сепак не е рекреативна. Бибевски е еден од најпознатите американски кардиохирурзи за деца. Го запрашавме како пандемијата на коронавирусот се одрази на неговата работа. Вообичаено одиме во болницата на донаторот, лично го вадиме срцето, го носиме во нашата болница. Сакаме да ги имаме под контрола работите во текот на целиот процес, за да бидеме сигурни дека органот е во добра состојба. Бидејќи многу патуваме, многу болници не сакаа персонал од други болници да влегува кај нив. Но деновиве со намалувањето на рестрикциите продолжуваат трансплантациите на срце. Трката со времето е дел од тој процес. Еднаш што одлучиме дека органот е соодветен, сакаме да го земеме за нашиот пациент, тогаш часовникот почнува да одбројува. Од моментот кога ќе го извадиме срцето од донаторот до моментот кога тоа ќе биде ставено во пациентот и ќе почне да чука, сакаме тоа време да биде пократко од 6 часа. Понекогаш срцето е над 100 или 200 километри оддалеченост. Затоа транспортот се прави со приватен авион со кој располага нашата болница. И веста за првата трансплантација на срце во Македонија ја добил во авион. Ми беше драго да видам дека успешно е изведена првата трансплантација на срце, за која верувам дека е една од многу кои ќе следат. Со години соработувам со доктор Жан Митрев и истоимената клиника. Разменуваме искуства. Многу се радувам што работите се движат напред. Вели дека соработката со македонските хирурзи ќе продолжи со акцент на детската кардиохирургија, но уште една работа го влече кон родните корени. Природата на Македонија, да ти кажам, тешко да најдеш поуба природа од што постои во Македонија. Не да речеме едно место, цела земја е таква, знаеш, со планини, со полина, со природа е многу прекрасно. За сега тој сепак останува во САД, иако државата од каде потекнува не ја заборава, заедно со сопругата која е ветеринарен хирург. Преку фондацијата Бибевски финансирале акција за хуман третман на кучиња скитници во Пелагонискиот регион по пат на стерилизација, кастрација, чипирање и вакцинација. Научници во Шведска работат на можни третмани за лекување на пациентите со COVID-19 додека да се направи вакцина. Керол Пирсон за ова. Тајсон може да стане најпозната алпака во светот. Истражувачите од Институтот Каролинска од Шведска го имунизира со протеини со коронавирус и изолира миниатурни антитела познати како нанотела во неговата крв. Антителата се протеини кои што се произведуваат од имунолошкиот систем, кога добива аларм дека организмот е инфициран со вирус или друго надворешно тело. Протеините тогаш се обидуваат да го истиснат од организмот. Нанотелата се далеку помали од антителата кои што ги произведува човекот. И нанотелата имаат иста функција врз вирусот, како што имаат антителата кај луѓето. Джералд Мекинери е еден од научниците на проектот. Ова се антитела од алпака, од незините крвни клетки. Утврдивме дека тие се наоѓаат веднаш до фазата кога вирусните протеини треба да влезат во клетките. Ни дава подобро структурално објаснување како функционираат овие антитела, за да го запрат вирусот. Мекинери вели дека резултатите ќе бидат објавени следните месеци. Резултатите може да водат до лек, што ќе го намали количеството на вирус во крвта на пациентот додека имунолошкиот систем не развие собствен одговор на инфекцијата. Сите податоци сугерираат дека може да функционира и кај луѓето, но е многу сложен систем и одвај чекаме да ги видиме резултатите од експериментот. За вакцина може да бидат потребни години и затоа научниците од Шведска се фокусирани на развој на начин на лекување. Тоа може да ја запре пандемијата, додека вакцината се развива да обезбеди долгорочен имунитет. До гледање до утре.